со акцијскиот план донесен во нашата држава во 2018. Ние направивме огромен исчекор во промовирањето на човековите права, особено сексуалните и репродуктивните права. Сметам дека по истекот на овој план, вакви политики треба да продолжат, да се развиваат, согласно со не само заложбите од Најроби, туку и политиките кои што се дефинирани во склоп на акцијската коалиција за телесна автономија и сексуално репродуктивно здравје и права, кои што произлегуваат од форумот за генерацијска еднаквост. Меѓутоа, сепак, не може се да се сведе на институционални решенија. Особено значајно е да ја сензибилизираме нашата поширока јавност за значењето на телесната автономија и на човековите права воопшто. Поразувачки е фактот дека иако географски и цивилизацијски припаѓаме на Европа, дека ги негуваме европските вредности и кај нас се случуваат кршења на човековите права. Се уште се склучуваат малолетнички бракови, присутно е родово базираното насилство и други штетни навики. Тоа е недозволило и неприфатливо. Затоа, покрај законските решенија, мораме интензивно да работиме на промена на менталитетот, на промена на свеста на граѓаните. За жал, во одредени случаи, поради традиционалистичкиот пристап, постои опасност да ги загрозиме основните човекови права и слободни, но и животите на нашите граѓани,